Господин Влахов, добре дојдовте во редакцијата на Телеграф. Благодарам на поканата. Неодамна издававте вашата најнова книга Македонска национална програма. Во неа велите дека единствено македонците од сите нации на Балканот немаат своја национална програма. Зошто е тоа така? За жал така е. Еве гледаме во 90-те години на минатиот век сите балкански држави реконструира, активира, реновира своите национални програми, кои се од крајот на 18-ти, од 19 век. За жал ние немаме национална програма. Тоа не значи дека во последниве 3 векови, знаеме дека нациите се создават од крајот на 18-тиот век наваму и има нации, има национални програми. Постои македонски протонационализам во периодот 15-18 век и можам да кажам дека таков протонационализам не постои, да кажеме, у грците и у бугарите, но за жал целосна национална програма ние немаме и има неколку причини. Една од нив, кога зборуваме за соседите, една од нив е дека целта нивна од тогаш до сега е да се подели Македонија, да се распарчи Македонија. Македонскиот народ да не добие можност да создаде своја национална програма, а кога создадеш своја национална програма, тоа е знак, тоа е база веќе за осознаени претенции, осознаени цели, национални цели. А македонската национална програма, независно дека има идеи, еве знаеме во времето на востанието има и такова делови од програма и тоа, но хомогенна програма за жал ние немаме. Хомогенна програма и тоа е дало можност соседите да наметнат врз македонскиот народ делови од своите национални програми. И така и ние и денес не сме до крај ослободени од тие програми. И тоа го гледаме и кога наши колеги историчари работат врз македонската историја, без да сакат, тие дел од туги национални програми влегуваат во нивните истражувања. Што треба да вклучува македонската национална програма? Македонската национална програма со еден збор мора да вклучува македонскиот национален интерес. Сега, само шо, за да вклучиш македонскиот национален интерес, како и секој друг национален интерес, мора да знаеш дефинитивно, јасно, точно својата историја. Својата историја, македонската психа, македонските контраверзии. И сега кога знаеш сето тоа, и веќе и македонците како посебна нација со посебни интереси. Пошто уште Гоце Делчев е кажал, Македонија има своји интереси и своја политика. Тие не совпаѓаат со останатите. Те ако совпаѓаха, тога немаше да видиме посебен народ. Така што македонската национална програма мора да биде национална. И секое чест останатите ние не можеме да избегаме од реалноста. Така или инако од соседите и никој не е успел да избега. Ама ние мора да знаеме што е интерес наш и тој интерес да си го бараме, да си го туркаме и така е. Тоа е проблемот кај нас. Познато е дека Македонија има проблем со речиси сите соседи. Бугарија го негира македонскиот јазик и нација, Грција негира речиси се, Србија црквата. Со кој од соседите имаме најголем проблем? Проблеми имаме навистина со сите соседи. Зашо имаме таков проблем? Знаете дека Бисмарк беше кажал, кој контролира Македонија, контролира Балканот. Ако контролираш Балканот, ти контролираш Европа. Тоа не се големи зборови, те се точни зборови, уште повеќе, пошто Балканот има клучна улога.
има клучна улога и за Европа. Гледаме сега со проблемот со мигрантите. Како цела Европа се тресе, нали? Се стравува од тоа. Така што ќе поминат ли из Балканот, како ќе поминат, колку ќе поминат и така. Така што Балканот независно од сите тие веќе нови технологии, од сето тоа ново оружје и така, продолжува да има клучна улога. Со кого имаме проблеми? Па имаме проблеми пред се и проблемите се создават од поединци или од народи кои имат поголеми комплекси. Сега, ако гледаме во тој ред, кој има најголем комплекс на Балканот? Најголем комплекс на Балканот имат грците, бугарите и албанците. Грците и бугарите, пошто тие се практично вештачки нации, создадени Грција од Западна Европа во 18 и почетокот на 19 век, Бугарија со големата улога на Русија, а албанците, пошто тие дури во почетокот на 20 век нема самосвест за посебенетност. Тие дури во времето на Младотурската револуција, кога имаа своји пратеници во собранието на Османлиската империја, тие уште не се изјаснуваа за албанци. Еве сега еден пример, тој не е само еден, ама пошто има и споменик тука, Хасан Приштина, нали, во Скопје. Па тој дури до 1912 година тој вели: јас сум муслиман, не сум ни албанец, не сум ни турчин. Јас сум муслиман. Важите за добар познавач за состојбите во Бугарија. Бугарија бара да се подпише договор за добро соседство со Македонија, но се чини дека тој треба да биде едностран и да важи само за Македонија. Ке смогне ли сили официјална Софија да го признае македонското малцинство во тој договор? Не. Затоа и не се подпишува договорот. Видите, сите наши соседи, сите тие сакат договор за добрососедство, но така е и Грција исто така сака, ама тоа да биде по нивен терк. Бугарија исто така сака. Сега, јас и за тоа, нали, во самата програма, пошто на крајот има и мои размислување конкретно за каква мора да биде македонската национална програма. Пошто така се стекли историските околности. Мора да има на Балканот, ако сакаме да има добрососедство, да има мир, мора да има апсолутен реципроцитет. Само тоа. Тоа е со еден збор почитување за почитување. Не можеш ти да бараш нешто, а истовремено не можеш да бараш за своето малцинство, еве како и албанците, што е односот кон македонското малцинство во Албанија и што е односот кон албанското малцинство во Македонија. Тоа се неспоредливи работи, нема врска. Колку е едното, колку е другото, станува збор за принцип. Принципот мора да се почитува. Така и стои принципот со Бугарија, принципот со Србија и така. Мора да се почитува. Сега, јас се сеќавам кога хрватите признаа Косово. Кога Хрватска призна Косово, сега, тие ставија услов. Истовременно да биде признато хрватско малцинство во Косово. Сега во Косово, доколку знам, не знам дали има таму 200 хрвати или како е тоа. Не е битно. Да, Македонија не го направи. Македонија призна истовремено со Црна Гора, ништо не е тоа. Единствено беше истртување на границата, беше за да се признае. Да, така. Го давам за пример за тоа, што еве 200 или таму колку се. Ама не е битно бројот, битен е принципот. Така е. Сега ние, за жал, тоа не го правиме и денес, а да не збориме за минатото. Се надзира ли некогаш решение во спорот со Грција? Се чини дека тој спор е далеку по-сложен од спорот за името. Има тука многу прашања кои треба да се разрешат. Името е само површина, но
той не е толкова повършен по македонското име. Македонското име съдържи македонският идентитет. То е, значи, ние не може да направим споредби с останатите балкански държави. Понекогаш дори македонски политичари и връвни викат, добро сега. България е имала разни имения по историята. Романия исто така. Гърция исто. Да, знаеме Хелени, тия во времето во средниот век Ромейска империя, потоа Гърци и така. Проблемът е друг, пошо Македония и македонците са македонци от антиката до денес. Значи, во това име са собрани македонските традиции. Тук е македонската култура, македонската история. Така шо, ако това се ощети македонското име, се прифати, било горна, долна, северна, южна, така, ти отземаш от този идентитет. За споредба с останатите балкански земи, сега, кога збориш романци, ти собираш, тия са поранешните даки, римски колонисти, власи, това значи ти прави собир. Кај нив, това е собир, кај бугарите исто така собир. Ние, ако отземеме дори една буква от името, ние щетиме, щета връз идентитетот. То е коренна разлика. И моето последно прашање е за актуелната политичка состојба во Македонија. Колку се опасни тезите што ги заговара Заев за можна кантонизација и федерализација на Македонија по примерот на Швајцарија или Белгија? Видовме дека по примерот на Босна и Херцеговина дека тоа на Балканот не успеа. Сега на Балканот тоа не може да успее. Проблемот е тоа. На Балканот тоа са мултиетнички и мултикултурни општества. Така е било во така е било и во антиката. Така е било и во средниот век и тоа. Сега тоа е големиот проблем. На Балканот, уште во времето на создавањето на нациите, тука се пикна западноевропски национализам. И сега тоа кое Европа го направи во претходните векове, тоа е етническо чистене. Това етническото чистене, кое беше во 90-те години, кое го гледахме по разпадът на Югославия. Това сме го гледали во Европа, сме го гледали во 20-тиот век, сме го гледали во 19-тиот век. Така, шо тие кога се жалат, какво е тоа барбарство на Балкан? Тоа барбарство тие го користија таму. Само шо, тоа е чисти тука нации не може да има. Тоа што го заговара Заев, тој него му диктират од надвор. Тоа е јасно. Тоа е јасно, му диктират од САД, му диктират од Европската унија. И зашо му диктират? Секој има тоа, зашо имат проблем со Македонија? Пошто Македонија е мала земја и така. Мала е како територија и како население. Но имат проблем за тоа што Македонија е клучна земја. Таа продолжува да биде клучна. Така, географска положба и друго. Македонија за нив, за Европа, за Европската унија, не смее да постои, затоа докато ние постоим. Секогаш тоа ќе им биде незгодно, пошто тие создадоа вештачката грчка нација. Со таа вештачка грчка нација прво зеде еден дел од македонска територија, потоа зе еден дел и тоа античкиот дел од македонската историја. Сега, ако ти постоиш, тоа секогаш секогаш се гледа тоа преступление, се гледа таа работа. Ако не постоиш, тоа веќе си тие. За Съединените американски држави, тоа е друго. Тоа е, исламското вино жито, кои тие го туркат, и преко Црна Гора, и го туркат и преко Македонија, и до Грција. Сега, така шо, проблем е тоа, дека и Европската и САД имат по разни причини, ама конкретни слични интереси.
И тия интереси са за удар връз Република Македония, връз македонският народ и идентитет. Значи, а държавата и идентитетът, в този смисъл, Македония дълго време ние сме немали държава, ама идентитетът е зачуван. Ама денес, ако изгубиме държавата, ќе изгубиме идентитетот, пошто има други историски околности. Ке ги зголемат ли апетитите на албанците овие најави на заев во иднина? Ке ги зголемија, ке ги зголемија. Еве сега читаме дека Али Ахмети, иако јас мислам дека тоа е блеф, Али Ахмети се спрема да биде премиер на Република Македонија. Но, секако пошто станува збор за човек кој е со, така инако со македонско потекло. Тоа се користи и тоа е целта. Кога сам македонец каже дека Македонија била виновна, дека односите со соседите не били добри. Па тоа е големо, тие мора не да частат на вистина да го прогласат за Месија, пошто тој човек сепак, каков и да е, ама сепак македонец, нали, ти прави тоа штета. Како направи штета во 90-те години Лјупчо Ѓорѓевски кога подпиша таа спогодба со Бугарија. Тоа подпиша спогодбата со Бугарија точно во момент. Значи, тоа мора добро да се знае и да се памти. Точно во момент кога Европската Унија беше кажала на Бугарија дека таа нема да почне преговори за Европската Унија, како сега ние, нема, ако односите со Македонија не се поправат. Баш во тој ти момент, кога ти можеш да искористиш и да кажеш, сакаме да се признае македонското малцинство, да се тоа регистрира Омо и Линден Пирин. И тие веќе пред тоа беа веќе регистрирали Омо и Линден Пирин. Така. И овој ти оди во Софија, ти подпишува дека се откажува од македонското малцинство во Бугарија, едноставна декларација, и тие по неколку месеца укина регистрацијата на Омо и Линден Пирин и еве сека тоа. И сега само да уште една реченица да кажам во таа смисол. Сега тоа е баш самиот наш председател Ѓорѓи Иванов на средба го кажа. Тој имал средба со Плевнелиев, бугарскиот председател, кој се уште е, иако веќе е избран генерал Радев. Така. И директно се обратил и кажал, како не ви е срам, тоа самиот Ѓорѓи Иванов ни го кажа, кога бехме Македонски манифест кај него. Како не ви е срам? Па ние ви помогнахме, вие немаше да почнете преговори, а да не збориме да се зачлените во Европската Унија, ние ви помогнахме еве со подпишването на тоа. И овој нагол, брутален, му кажа, па кога сте били глупи, сте помогнали, сега ние ќе искористиме. Ето тоа однос ме го двајца Па како не на наша штета, па тој се откажа од македонското малцинство, па тој прифати бугарско малцинство и тоа во Бугарија нема македонско малцинство, па службен јазик македонски. Прочетете декларацијата, тоа е тоа. И тоа во момент кога Европската Унија освободуваше Бугарија. Па тие сега не Месија, мора да го направат светец, не само со државјанство. Господин Влахов, ви благодарам за разговорот. Благодарам јас.